Стресниот начин на живење, прекумерното внесување на сол, шекер, масти и физичка неактивност, односно нездравиот начин на живот кај македонците стана секојдневие. Во некои од направените истражувања, резултатите покажуваат дека дури 80% од населението се храни нездраво, односно, динамичниот начин на живење принудува да се храниме со брза храна, како сендвичи, пици, тестенини и друг вид храна која се нуди во бурекчилниците, сендвичарите и пицериите. Намалена е бројката на млади кои спортуваат и воедно немаат доволна физичка активност за подобрување на здравјето. Ниту кочани не е ништо подолу од врвот, и кај нас нездравиот начин на исхрана најмногу се применува, а тоа ни го потврдува и следната анкета. Полесно да биде храната, да одат повеќе да шетат, виж дека не ќе никој млад да работи, не и се работи. И ајде брза храна ќе јадат се, тоа што најлесно е за јадење. Тоа е. Па и храната е непроизведена, неприродно произведена. Се вештачки. И затоа се користат сендвичи и не знам што. Па брзата храна користат младите, затоа што не јадат дома, што се припрема. Идат у кафичи, идат по пицерии и на нив е тоа како хоби доаѓа храната на младите тоа. Не знаат дека домашната храна е многу поздрава и повредна. Животните стилови и навики сериозно влијаат врз општата здравствена состојба на населението во државата. Меѓутоа, за проблем како овој итно е потребно да се пронајде решение. Затоа се преземаат и воведуваат различни мерки за намалување на дебелината, како и подобрување на начинот на исхрана во земји како Унгарија, Финска, Данска, а истото го најавуваат и од Ирска и Велика Британија.